Во ова видео ќе зборуваме за стекнување на право на собственост на движен и недвижен имот по основ на одржувачка. Одржувачка представува оригинерен начин на стекнување на право на собственост, кога по изминување на одреден временски период лице кое што совесно и законито одржува некој предмет, подвижен или недвижен, може да стекне собственост врз овој предмет. Во однос на движните ствари, роковите се пократки за разлика од оние кои што се за недвижните имоти, така да ќе спомнеме дека за да се утврди правото на собственост по основ на одржувачка на движна ствар на лице кое што има совесно и законито владение врз истата, се стекнува право на собственост по изминувањето на 3 години. Но, доколку тоа лице нема законито владение, но има само совесно владение на овој движен предмет, тогаш може да стекне право на собственост по изминувањето на 10 години. Како движен предмет знаеме кои се оние кои што не се врзани за земјиштето и оние кои што се подвижни предмети кои што може да се располагаат и да се движат. За разлика од нив, недвижен имот, недвижна ствар е она кој што представува дворно место, дел од дворно место, може да биде стан, може да биде цела нива, може да биде половина нива, која што одредено лице оваа ствар, правно кажано, односно овој недвижен имот, го владее совесно и законито. Доколку владението е совесно и законито за недвижен имот, тогаш роковите се 10 години, а доколку владението е само совесно, тогаш рокот е 20 години. Би сакала да објаснам накратко што значи законито владение. Законито владение значи дека таа ствар, недвижна или подвижна, се владее врз основа на некое правно дело, кое што не е судски заверено, кое што е во писмена форма направено, неформално направено, може би лично помеѓу странките, со своерачен ракопис, со адвокатски печат, без адвокатски печат, но во присуство на, односно во постоење на нивни потписи на ова правно дело, или пак може би правно дело кое што го склучиле нивните правни претходници. Она лице кое што ја владее стварта, смета дека ја владее законито, бидејќи неговиот правен претходник ја владеел, ја користел, овој го наследил тоа владење и користење и по изминувањето на 10 години за владење на недвижно законито и по изминувањето на уште 10 години за совесно владење, тој може во судска постапка да утврдува дека има право на собственост врз оваа ствар. Зашто се поведува оваа постапка и зашто на законодавецот го предвидел ова? Сметам дека е важно да објасниме, бидејќи доколку едно лице својата недвижност или својата движен предмет не го побарал 10 години или 20 години, законодавецот смета дека ова лице и се откажало на некој начин од оваа ствар и дека нема потреба да ја има и да ја чува, да ја одржува својата ствар, бидејќи согласно законот пак од друга страна се смета дека сопственикот треба да ја чува својата ствар, да се грижи за нејзе и да ја располага согласно своето сопственичко право. Постапката за одржувачка се поведува со тужба, во која што се тужи оној кој што е сопственик, запишан како таков во јавните книги. При тоа е многу важно да споменеме дека со донесувањето на Законот за собственост и други стварни права во 2001, односно 2002 година, ваквото право на одржувачка може да се стекнува и врз движни и недвижни ствари, односно имоти кои што се во собственост на Република Македонија запишани. Така да, лицето кое што е запишано во јавните книги како сопственик треба да биде тужен во предметната постапка, а лицето кое што сака да остварува вакво право е тужител во оваа постапка. Оваа постапка се нарекува процесна постапка во која што предметно докажување е пред се совесното и законито владение. Совесното владение е малку потешко за докажување, ова најчесто оди по пат на сведоци, бидејќи тие треба да кажат, најчесто се тоа соседи кои што живеат во околното место, доколку се работи за нива или се работи за стан, или пак непосредни роднини така кои што помагале во одржувањето на таа ствар, во владението, во обработувањето на таа ствар и преку овие непосредни сведоци, доколку се докаже дека владението на оној кој што бара право да утврди на собственост е совесно и законито и доколку законските рокови се изминати, има право да ја стекне собственоста на овој начин. Така да, оние кои што имаат вакво право, кои што имаат вакви услови, со судска постапка можат непречено да го остварат истото.